кои витамини ни недостасуваат, како да бидеме поконцентрирани, повнимателни, како очекав нешто да кажеш дополнително на тема како да ни работи мозокот подобро. Сега разговараме и се консултираме се, разбира, со нутриционист Билјана Ристевска, таа е нашата гостинка денеска. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Ако прашањето е првото, шегата настрана, чисто знаеме да кажеме не ми работи мозокот денеска, значи нешто не сме изеле како што треба. Веројатно храната на вистина е многу поврзана со тоа како функционираме во денот. Кои се намирниците? Ај некако со ред. Најдобрите намирници за се разбира кога е мозокот во прашање за концентрација, тајде прво. Најдобри намирници, нели, оние кои што се грижат за здравјето на мозокот, за нашите конгитивни својства, концентрацијата и меморијата, се на прво место масните риби, односно омега-3 масните киселини кои делуваат антиинфламаторно и се грижат за нашиот мозок. Понатаму се ткастите плодови, посебно внимание треба да се обрне на внесот на ореви во текот на еден ден, заради тоа што изобилуваат исто така со здрави масти, меѓутоа и витамин Е кој што делува формата има како мозоче. Миниатурна, миниатурен приказ на мозок, меѓутоа останатите јаткасти плодови исто така се добри за здравјето на мозокот. Понатаму боровинките кои што имаат навистина голема концентрација на антиоксиданси и се грижат за конгитивните својства, меѓутоа и за комуникацијата меѓу мозочните клетки во нашиот мозок и со самото тоа делуваат, нели, на намалување на процентот на старење на нашиот мозок, односно на менталното, го забавуваат менталното старење. Понатаму зелениот лист зеленчук изобилува со витамин К и антиоксиданси кои што се добри за мозочната функција и конгитивните својства. Јајцата исто така, кои што содржат холин, кој што пак е многу важен за продукција, односно производство на ацетилхолинот, кој што директно има влијание на невротрансмитерите и се грижи за подобра меморија и зголемување на, нели, бројот и продукцијата на мозочните клетки. Понатаму авокадото е исто така добро за нашата функција на мозокот и за здравјето на мозокот, од проста причина што содржи пак, нели, здрави масти и витамин Е. Има ти се разјаснија неколку работи. Има навистина хранливи материи кои што се грижат за здравјето на мозокот. Еве тука за љубителите на сладко е темната чоколадо, меѓутоа со над 85% какао маса, заради тоа што делува позитивно на продукцијата на хормонот на среќата, односно ендорфините, тоа се хормоните на среќа и се грижи, нели, за подобар фокус и концентрација. Исто така зелениот чај или мача чајот кој што се елтаининот делува, нели, на будноста, на концентрацијата, на фокусот, меѓутоа кога е во, нели, умерени количини. Храна за концентрација и меморија, заборавив што се кажавте, по 49 дена пост без масло, ако може чикен бургер за мене со кетчап и со мајонез. Ништо. И со буковец. Епа тоа е најлошото, тоа го Епа еднаш само, не мора сега тоа. Само ништо лошото. Колку е во суштина исхраната директно поврзана со тоа како во текот на денот функционираме. Ако, например, извесен период внимаваме и ги следиме си во овие препораки. И сега, како што вели Бранко, еднашка, нели, имам таков и таков оброк. Веднаш ли тоа, не, колкото е позитивен, негативен, ќе ни каже Билјана. Дали се чувствува ли тоа еднаш, кога ќе се направи таков исклучок, дали веднаш се чувствува намалена енергија, концентрација, делува ли веднаш? Во зависност од храната на човекот кој што еднаш исконзумирал таква храна, зависи, нели, падот на енергијата. Има луѓе кои што во континуитет се исхрануваат така. Но веднаш и по една таква отстапка се чувствува? Може да се почувствува, да. Посебно кои луѓе кои што внимаваат на начинот на исхрана.
Може да се почувствува веднаш пат на... Сам ние не Може да се почувствува веднаш пат на енергијата, инаку научно докажано дека начинот на исхрана е директно поврзан со нашето расположение, со нашата концентрација, со нашата енергија, односно нивото на енергија во нашиот организам и понатаму со директно здравјето на мозокот. Континуираниот внес на шеќери и на заситени масти доведува до пат на енергијата, до намален фокус, до намалена концентрација, а понатаму во текот на животот до појава на невродегенеративни заболувања. Доколку во континуитет влесуваме шеќери и заситени масти. Така, добро. Кога сме веќе на таа тема за деменцијата. Еве, конкретно ќе прашам, не гледаат и повозрастната публика. Дали може со храна да се превенира или да се намали тој процес на развивање на таа состојба? Колку храната, колку тие што ги споменавме намирници за концентрација, за меморија, за развивање на мозокот и така натаму, делуваат во поодминати години? Сега вака, кога зборуваме за наука и научни докази, никогаш докрај не е истражен нашиот мозок, никогаш докрај не можеме со сигурност да тврдиме дека оваа храна ќе превенира од деменција и сега вие ако карате во текот на животот, меѓутоа, доколку во континуитет се исхранувате онака како што треба, односно таа храна која што е добра за мозокот ја внесувате на вашето дневно меню, верувајте дека не само за мозокот, туку и за општото здравје имаме бенефит само затоа што начинот на исхрана, пак ќе напоменам, е директно поврзан со нашето општо здравје. А со самото тоа со здравјето на умот. Храна која што е позитивно делува на деменцијата, односно можеби и не дозволува да напредне таа деменција или не дај Боже да се појави, затоа што сега се почесто сме сведоци на такви дементни појави во околината и на помлада популација. Порано тоа беше на повозрастната популација се случуваше да биде дементна, сега тоа се случува на порана, многу порана возраст, некаде веќе од 55-та година имаме луѓе кои што се соочуваат со овој проблем. Основата на храната треба да биде базирана на растителни производи, меѓу кои овошјето, зеленчукот, маслиновото масло, маслинките и позната како медитеранска исхрана можеби, рибата да биде исто така застапена, јаткастите плодови да бидат застапени на еднодневно меню, понатаму да има добар баланс на антиоксиданси во текот на денот. Антиоксидансите јас ги напоменав преку боровинките, меѓутоа ги нема само во боровинките, ги има во многу други видови на храна кои што секојдневно и тековно ги конзумираме и кои што ги има и сезонски на нашите пазари. Понатаму треба да се внимава на внесот на јаглени хидрати. Треба тоа да бидат комплексни јаглени хидрати, да не бидат оние прости јаглени хидрати, односно шеќери кои што ги внесуваат во текот на денот. Треба да бидат избегнати, точно, треба да ги елиминираат дури од исхраната овие намирници. Понатаму треба да внесуваат храна која што изобилува со растителни влакна, заради тоа што тие истите се добар чистач на нашиот организам и со самото тоа превенираат намалување на помнењето, намалување на концентрацијата, на фокусот на овие пациенти, заради тоа што тоа се луѓе кои што живеат некаде во минатот и луѓе на кои што живеат во спомените, им се крадат оние моментални и тековни случувања. Од таа причина треба да се внимава навистина на внесот на хранливи материи, посебно кога популација на луѓе. Имам јас пациенти со кои што работам и кои што навистина се преблагодарни, иако можеби несвесни во моментот, меѓутоа ние сме тие кои што сме свесни, нивното семејство. Верувате дека навистина се осеќа чувство, ако ништо друго, на позитивно расположение, на среќа кај тие луѓе и на забавување на процесот на ментално старење. Да се чувствува промената, тоа е важно. Може едно прашање. Уживам кога ме слушам вака. Нема. Мене ме интересира едно прашање директно поврзано со личноста од мојата, како да десна страна. Каков е ефектот на кафето врз мозокот? Бидејќи тука имаме консуматор на кафе во неизмерни количини. Сега вака. Значи кафето ги намалив на 3. Така, добро. Сега
Не, сега сум со 3 на ден. Значи, вака, кафето и кофеинот има директно влијание на мозокот, го држат во будност, ја зголемуваат концентрацијата во текот на конзумирањето на кафе, меѓутоа тоа трае краткорочно. Зошто? Заради тоа што мозокот не е спремен да преработи одредена количина на кофеин во текот на 2 до 3 часа. Препорака не моја, туку општа светска, од Светската здравствена организација, луѓето кои што истражуваат и работат на темата кафе поврзано со здравјето на мозокот е 1 до 2 кафења во текот на денот, и тоа едно да биде во предпладневниот дел, другото да биде во попладневниот дел. Кафето да не биде во комбинација со мед, со млеко, со додатоци, со шлаки, со какви други комбинации. Кафе, чисто црно кафе, дали тоа ќе биде и да биде квалитетно кафе во секој случај, да не биде кафе, 30 денари за 100 грама кафе, навистина нема ефект. Не сум тош кафе. Експресо да биде. Експресо. Внесуваме поголема концентрација на други примеси во кафето, не чисто кафе. Ви кога се напиете чисто кафе, верувајте дека и квалитетно кафе, дека во текот на денот нема да имате потреба од 5, 6, 7 кафења. Има луѓе кои што пијат и повеќе од 10 кафења во текот на денот, вели па тоа е кратко еспресо. Нема логика. Сега, се додека во таа количина 1 до 2 е позитивно за нашиот организам и за нашиот мозок, сето она што ќе го надмине и дури превенира Алцхаймер, ако е од 1 до 2 кафења во текот на денот. Меѓутоа, доколку е поголема количина, може да направи анксиозни состојби, депресија, да падне нивото на расположение, да се јават срцебиња, тахикардии и да се дојде до несоница, односно неквалитетен сон. Во принцип, се што е квалитетно е добро за организмот и така треба да го третираме секој сегмент од нашиот живот, кој колку може. Во умерена количина. Да, кој колку може. Каква е, бидејќи и кафето е директно поврзано, каква е поврзаноста со хидратацијата и работата на мозокот, како да го нивелираме, например, кафето? Дали можеме со поголема количина на вода некако да... И треба, затоа што е диуретик, по природа е диуретик, значи вие ако се исконзумирате една шолја кафе, де факто ќе исфрлите од себе 3 такви количини на течност, односно на вода од организамот. Хидратацијата е директно поврзана со здравјето на мозокот. Дури научните докажувања говорат дека и од 1 до 2% ако сте дехидрирани во текот на денот, може да се случат низ ефекти, односно несакани последици, што е тоа пат на енергијата, вртоглавици, нерасположеност, намалена концентрација, намален фокус, намалено ниво на енергија. Меѓутоа, морам да напоменам дека не значи тоа еден ден ако не внесете од доволна количина на вода дека ќе се случат сите овие симптоми. Не, во континуитет ако не внесувате, дехидратацијата не значи на дневно ниво. Денеска сум дехидрирала и сум се напил доволна количина вода, меѓутоа нема да дехидрирам. Ако вчера сум внела доволна количина на вода, нашиот организам е толку благословен, толку непочитува и не сака, што вчерашната количина на вода, доколку не е употребена, ќе искористи за денес. Меѓутоа, ако во континуитет не влесувам количина на вода, тогаш станува збор за дехидратација. И тоа говорам 1 до 2% ако е телото дехидрирано, може да дојде до овие симптоми на мозокот. Генерално треба да сватиме дека телото ни се однесува како акумулатор, дека акумулира и состојби, и помнење, и енергетски, и хранливи материи, енергетски материи, се. Хранливи материи, и дека може да си дозволиме отстапки, меѓутоа правилото да си биде правило, отстапките да бидат отстапки, повремени. Отстапките секако да бидат поретки, бараше одобрение. Не, секако тоа така. Живи луѓе сме сите, секако тоа така. Се случува во текот точно. Се случува во текот на животот, во текот на денот, немате можност некош да исконзумирате одредена количина на течност во денонокје. Сакате нешто да пробате, не може да се лишиме. Живи луѓе во секој случај. Да пробаш и да го конзумираш во низвени количини, точно така. Сето она што е умерено, што е во границите на нормалното е, добробит за телото, па понекогаш она нездрава храна е добро да исконзумира телото заради тоа што мора да го доживее тој позитивен шок, затоа што замислете во текот на животот да не конзумирате нешто, па прв пат кога ќе го исконзумирате, да имате добро, јас ќе останам не шокирана. Мој избор. Кусо само. Имаме уште една минута, еден оброк да направиме чисто со намирници што го храни мозокот.
Еве како што ја напоменав, оние масните риби, ја би ги ставила на прво место, дали тоа е лосос, скуша или сардина. Еве, ќе биде оброк од лосос или скуша, парче лосос или скуша од 200 до 250 грама. Во него ќе додадеме киноа, салата од рукола со оревчиња и боровника и тука ќе додадеме една чинија зеленчукова супа со овој оброк, значи ќе внесеме здрави масти, ќе внесеме здрави јаглени хидрати и растителни влакна, кои што навистина ќе дадат енергија на нашиот ум. И првенствено, важно многу да умот се чисти одматер, треба да имаме добра мисла, треба да сме позитивни за да можеме да направиме детокс на нашиот мозок. Ете, јас така избирам. Тоа е мојот избор, готово. Ме освоивте, благодарам многу.